Демократија во Македонија, слобода за уставобранителите. Под овој слоган утре во 11 часот, почнувајќи од владата, завршувајќи со марш до собранието, ќе се одржи се народен македонски протест во знак на поддршка за судените за настаните од 27 април во собранието. На овој граѓански повик позитивно одговори целата опозиција од македонскиот политички блок. Официјална поддршка дојде од ВМРО ДПМН, а повик за овој протест упати директно лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Правдата не смее да биде слепа и еден ден во затвор на неправно осуден е тежок како година. Македонија не смее да ги заборави своите синови. Слобода за уставобранителите и поддршка на општонародниот протест. Покри политичките субјекти во Македонија, на учество на овој протест се повикува и од диаспората. Преку видеопорака на масовност повеќе еден од најголемите македонски активисти во САД, Ана Дуковска. За нашите браќа, за уставобранителите и за нашата мајка Македонија, обединети како никогаш до сега, ве очекуваме недела на 25 април заедно да чекориме под македонските знамиња. Слобода за уставобранителите, слобода за Македонија. Овој протест на кој повика сите политички субјекти од македонскиот политички блок кој не се дел од власта, според СДСМ бил обид на ВМРО ДПМН да го брани криминалот. И покрај 6 порази на избори, Мицкоски не ја научи лекцијата. Не свати дека народот не сака политичари кои се на браникот на криминалот, дека народот не дава доверба на политичари кои работат на штета на граѓаните и државата. Токму затоа Мицкоски 6 пати е поразуван на избори и токму затоа уште долго ќе биде во опозиција. Инаку овој протест е во знак на поддршка за судените за настаните од 27 април 2016 година. За влезот во собранието, судечкиот совет предводен од судиката Добрилака Царска пресуди вкупно 211 години затвор за обвинетите во овој случај. Апелација подосна ги намали казните, но за само 1 и 2 години. Единствено слободен од вина беше Игор Дурловски, со чија изведба на македонската химна утре ќе започне овој народен протест.